Здраво дечки, добре дојдовте во уште едно мое ново видео. Денеска ќе се забавуваме многу. Кај да гледам во камерата? Да. Ама кога гледам во камера не се гледам ја. Бам. Денеска, како што читате по насловот, ќе пишувам на наши убави девојки, но ќе ги стартам со рима. Сега римите ќе ги правам да бидат интересни, да делувам на најголемиот сега. Ставив стори, еве го, на кое што побарав од вас да ми пратите неколку девојки кои што се од Македонија и се многу убави и ви благодарам ми пративте еден куп. Јас одбрав, мислам дека 8 или 7, ќе видиме, па да видиме зашто поточно станува збор. Одиме во реакцијата. Прва за денеска е Валерија Преспановска. Не знам која е девојкава, сега ќе отвориме Валерија Преспановска. Добро. Видиме како прво изгледа. Не ја знам девојката. Па види, прилично убава, искрено да ви кажам. Мене многу ми се свиѓаат девојки што не ставаат премногу мејкап и што и покрај шминката изгледаат природно, а бога ми девојка изгледа така. Фантастично, драги поштовани гледаоци, кај ќе имам ја шанси со ваква девојка. Да видиме што ќе пишеме. Со тоа што се вика Валерија Преспановска, не пишува од кај. Се бави со шминка како што гледам. Знам што ќе пишеме. Значи вака. Значи почнуваме па кај ќе пишам. Знам дека си убава и се викаш Валерија, ама јас сум од оние ликови што би сакале да те добијат и да ја решат твојата истерија, дебил. И пишоме тука, може ли? Честито, селјак number 1. Одиме понатаму. Следна за која што пишувавте многу е Иларија Кирилов. Не се знам и со оваа девојка, ама мислам дека ја знам од порано и дека изгледа стварно многу убаво. Да, ја познам, мислам не ја познам, сум ја гледал вака на Инстаграм и на Фејсбук и девојкава е сон, искрено. Вау, Иларија Кирилов. Значи почнуваме и пишуваме. Здраво. Иларија Кирилов, можеби не знам да пеам, но за тебе ќе се потрудам да научам како Роберт бил Пилов. Здрави Иларија Кирилов, можеби не знам да пеам, но за тебе ќе се потрудам да научам како Роберт Билбилов. Кирилов Билбилов. Ајде, сент. Ке ми дозволиш ли? Ова е next level се ја чизам. Добро, одиме понатаму. Дечки, следен на нашата листа е Моника, или нашата позната тиктокерка, за која што ми пративте да реагирам. И одиме пишуваме Моника. Како беше сега? Станојкова. Како е бе нова? Еве. Значи Моника Станојкова стар изгледа како што изгледа. А поради тоа што вие сакате да видам, еве ќе отвориме. Па да. Изгледа како што изгледа и како што гледам на последната слика има дечко. Им посакувам многу среќа секако и кога ќе го гледат ова видео нека се насмеат. И тоа е тоа. Сега како би ја стартал јас Моника? Можеби те хейтав, ама сега сум ти фан и те гледам на TikTok. Знам дека имаш дечко, ама би сакал да се радувам на тебе како на бинго. Може би те хейтав, ама сега сум ти фан и те гледам на TikTok. Знам дека имаш дечко, ама би сакал да се радувам на тебе како на бинго. И вакви смајлиња. Добро, јас се надевам дека никој нема ми врати одоќе. Добро, 3. Одиме до 5, да видиме која е сега следна. Ау, каков дебил човече, не ми се верува. Така, следна е Теодора Мартиновска. За оваа девојка исто така многу ми пишувавте. Сум ја гледал на сториња кај Марта Девелиш што се дружиме, ама Теодора лично нити ја знам, нити сме се запознали, ниту пак сме имале шанси да комуницираме и да разговараме. Теодора, како што гледате на сите слики и се во предност незините очи, пред се можеме да ги приметиме како нова фотографија. Ама искрено да ви кажам, изгледа стварно многу добро девојката и
со се оно што го прикажува, за мене изгледа светски и воопшто не изгледа вулгарно, туку едноставно изгледа фантастично. Например, тука очите на оваа слика се феноменални. Сега што би пишале на Теодора Мартиновска? Теодора, имаш прекрасни очи, чеки, а помалку и задник, не ми треба нова година за со тебе да ми биде празник. Не пусти поголем дебил. Теодора, имаш прекрасни очи, а помалку и задник, не ми треба нова година за со тебе да ми биде празник. И ки ставам како пука моето. Сед леле брукање, Стефа. Добро, тоа се 4 и уште една која што вие ми ја предложивте, да видиме само секунда која е на репертоарот. Да, следна која што ќе биде последна за ова видео е Луна од Urban Records. Ево ќе биде фешти со Луна и се дружим, и со Тракер се дружам, знаете Луна и Тракер се заедно. Да видиме Луна. Луна во последно време изгледа бомба. Ставив нова слика со кученцето, моја е ново убаво, не ми е ново кученцето, нова ми е сликата. Теодора ми браќа, дечки, ова е fucked up. Али ќе мора да почекате што ќе ми вратат 5 девојки во следното видео кој што ќе го објавам утре. Нема да ви покажам сега што ќе врати. Ќе си видите вие утре. Значи продолжуваме со Луна. Луна изгледа фантастично, кој што ви кажав, снима нов спот што треба да излезе многу брзо. Значи може да биде и bad girl, ама може да биде и маче. Тракер, извини брат, стварно немам никакви намери. Ама реалноста си ја кажу исто. Добро, што ви пишале на Луна? Луна, морам да ти кажам дека направи утка со Тракер. Можеби сум јутубер, ама од него сум боле рапер. Да видиме што ќе врати на ова. Ќе ставам едно срце и една кровна ќе ставам. Кај бе кровната? Луна, морам да ти кажам дека направи утка со Тракер, можеби сум јутубер, ама од него сум боле рапер. Сент, ајде стида. Да. Тоа беше се за денес, дечки. Пративме пред 5 пораки на девојките, за да видите што ми вратиле. Ќе мора да почекате до утре. Нели да направиме малку интересно. Сега како за крај морам да кажам дека си имам девојка која што си ја сакам многу и ова го правиме за забава и не треба да се свати никако на друг начин. А за да биде поинтересно видеото утре, они ќе ми враќаат. Јас уште ќе им пишувам глупости да видиме до кај ќе оди конверзацијата. Се гледаме во утрешното видео, ставете лайк, поддржете ме на ова видео и секако лајкнете го како што кажав уште еднаш за утрешното видео да биде бум. Се гледаме. All I wanna do is just flex.